Добро утро, почитувани. Точно 9 часот, а ние ќе завршиме оваа работна недела со ново во градот. Ке имаме еден продолжен викенд, но од понеделник повторно ви ветувам интересни содржини. Што ќе гледате денеска и што се надевам дека ќе ви го задржи вниманието. Стартуваме со Охрид, патуваме во Велес. Колешката Сања Левкова е со нас. Веќе ќе зборуваме за интересна тема, интересни етноработилници започнуваат со работа. Сања, кај тебе ќе бидат информациите, за кратко ќе се вклучиме и очекуваме колешката од Струмица Наталија Миланова да ни се приклучи. Но предходно, Ристе, добро утро, за тебе со тебе стартуваме. Именно овој месец прошетавме по сите плански региони, остана уште вашиот плански регион. Ајде да завршиме да видиме кои се активностите на југозападниот плански регион. Гледам дека ви е многу во времето, па може и накрај ќе не повикаш овој продолжен викенд да дојдеме во Охрид. Така е, Јована, времето денеска е прекрасно, така е све и најавите и за овој продолжен празничен викенд дека ќе се задржи ваквото време, температурите ќе се доста високи, па како што кажа, зашто да не вие нашите гледачи на телевизија Нова својот викенд, својот одмор овој викенд да го поминат тука во Охрид, во Струга, Охридско-Струшката ривиера. Но ние ќе започнеме со онај што ти најави, со активностите и плановите на Центарот за развој на југозападниот плански регион. А токму со активностите и со идните планови ќе не запознае и директорката на Центарот за развој на југозападниот плански регион, господјата Мирјана Лозановска. Господја Лозановска, добар ден најпрв. Добар ден. Кои општини, кои градови влегуваат во овој југозападен плански регион? Ајде да им откриеме на нашите гледачи. Значи, југозападниот плански регион го сечунуваат 9 општини во југозападниот дел на Република Македонија, како што кажува и името. Да почнеме од овде каде што сме денес, значи Охрид, општината Охрид, Струга, Дебарца, Вевчани, Дебар и Центар Жупа, Кичево, Пласница и Македонски Брод. Практично територијата на југозападниот плански регион е 3340 км квадратни и во овие 9 општини кои што ги споменав има 286 населени места во кои што живеат 220.000 жители, но најсконцентрирана е населеноста во трите поголеми урбани општини, а тоа се Охрид, Струга и Кичево. Околу 80% од населението е сконцентрирано во овие три општини, додека во останатите 20% од скупното население во регионот. Еден голем регион, те спомнавте 9 општини. Еде нешто да спомнеме тука за досегашните реализирани проекти, кои се поголемите такви проекти. Знам последно што и актуелно беа поставувањето на подземни контейнери во Охрид и Струга. Значи, Центарот за развој функционира од 2009 година, јули, и сите проекти што ги реализира се во согласност со Програма за развој на регионот, која што е среднорочен плански документ, односно сите активности и проекти, во конкретниот случај, се усогласени со стратешките цели, приоритетите и мерките од тој среднорочен плански документ. Во изминатиот период, значи од 2009 година до сега, Центарот има реализирано 42 големи, ке речам, регионални проекти, не се тоа ситни активности, туку крупни регионални проекти, во вкупна вредност од околу 1 милион евра. Од тие 42 проекти, јас не би сакала да издвојувам посебно некои, но само ќе кажам во области, бидејќи регионалниот развој покрива повеќе сектори согласно стратешките цели. Значи имаме економски развој, образование, социјален развој, заштита на животна средина и комунална инфраструктура, туризам и култура, значи тоа се областите во кои што делуваме преку реализација на проекти. И во изминатиот период имаме, значи, исто со отпадот имаме прилично, ево ги спомнавте, подземните контейнери, значи тоа е дел од заштита на животна средина и управување со цврст отпад, значи имаме досега набавено опрема, 450 контейнери не подземни, значи од обичните, кои што се поделени во сите општини за селектирање на отпадот, хартија, пластика и комунален отпад. Исто така имаме поделено 500 парковни корпи кои што се поставени во урбаните средини во југозападниот регион, 2 балирки преси за пресување на селектирана хартија
И последно, значи, минатата година поставивме 2 хидраулични платформи со подземни контейнери во Струга и во Дебар, а оваа година поставивме во Кичево една таква платформа и последната која што деновиве треба да се монтира, веќе е подготвена локацијата, е овде непосредно во оваа близина во општина Охрид. Тоа е делот во, да речам, со управување со цврстиот отпад. Меѓутоа, покрај оваа опрема имаме набавено и поделено во општините опрема, детектори за откривање на дефекти на цевки за откривање на губитоци на вода. Мобилни лаборатории за испитување на квалитетот на земјиштето кое што им помага на земјоделците. Имаме поставено во Кичево, поточно во Осломе, аерометар кој што ја мери загаденоста на воздухот од термоелектраната Осломе. Значи, овој дел е во заштита на животна средина. Меѓутоа, имаме и многу проекти во делот на економски развој. Ево, конкретно во рамки на Центарот за развој функционира и бизнис центар и во текот на претходната и минатата година, значи, изготвен водич за инвеститори, кој што е и во електронска и во печатена верзија, на 3 јазици, македонски, англиски и албански, интерактивен веб портал, потоа програма за поддршка и развој на мали и средни предпријатија, регистер за туристички потенцијали во руралните средини. И сега последно во рамки на тој проект реализирана е програма за иновации во југозападниот плански регион и од сиве овие стратешки документи се реализираат пилот мерки во рамки на регионот. Значи, тоа е во делот на економски развој и имаме, значи, повеќе проекти и во другите сектори, образование, социјален развој, ево и земјоделство и сточарство ќе нагласам, го имаме брендирано дебарското сирење, например, и преку колективна трговска марка е направена и практично во делот на Дебар и Жупа и откако ја добијават колективна трговска марка, продажбата на сирењето прилично им се зголеми, значи ефектот е постигнат и во тој дел. Исто така имаме регионален сервер со ГИС платформа на која што се представени 100 атрактивни локации во рамки на регионот за привлекување инвестиции со сите атрибути кои што би ги заинтересирал било кој потенцијален инвеститор, дали домашен или странски, сосем свеедно, значи дадени се 100 локации во нашиот регион. Спомнате, ето една богата програма до се на реализирани проекти, верувам дека така ќе продолжи во инни. На што се работи конкретно во моментов и кои се инните проекти кои што ги планирате за развој на овој југозападен плански регион? Во моментов, значи, реализираме 2 големи регионални проекти. Едниот е изведба на енергетски ефикасни објекти во југозападниот регион. Тука се 7 општини од регионот партнери и практично правиме интервенции во јавни објекти, училишта, детски градинки, каде што се прави од реконструкција на кров, замена на столаријата, изолација на тавани, реконструкција на подови, замена на врати, значи се оно што придонесува во енергетска ефикасност на определен објект и конкретно веќе се отпочнати активностите, ево овде во Охрид, во Централната детска градинка Јасна Ристеска интервенираме, значи од овој тип кров, столарија, подови, ѕидови, значи сето тоа се прави и истото важи детска градинка Сонце во Струга, потоа во Вевчани детска градинка Планински цвет, во училиштата, во средно училиште во Кичево Мирко Милевски, замена на столарија правиме, потоа во училиште основно и средно во Центар Жупа, замена на кровот правиме, во основното училиште Дебарца во Ровник во општина Дебарца, првата фаза ја завршивме со замена на столаријата, реконструкција на подови, се во втора фаза, значи отпочнато е со замена на кровот, реконструкција на кров и поставување на термофасада. Исто во Пласница, во основно училиште во населено место Лисичани, поставуваме систем за централно греење, бидејќи до овој момент немале за греење и исто сончеви колектори поставуваме во детската градинка Планински цвет во Вевчани. Тоа е во рамки на овој голем регионален проект. Потоа
исто реализираме, отпочната е реализација, подобрување на услугите во туристичките средини со постување на јавни тоалети, особено во овие туристички центри, бидејќи знаеме во последните години голем проблем представува тоа. Конкретно во Охрид ќе поставиме 2 такви, тоа се како урбана опрема, меѓутоа тоа се големи контейнери кои што се опремени со сите потреби за сите лица, ќе речам, и машки и женски лица со посебни потреби. Значи во Охрид на 2 локации ќе поставиме, во Струга на 1 локација, во Вевчани исто така на 1 локација и во Центар Жупа на 1 локација. Исто така во моментов реализираме проект изработка на урбанистички планови во населени места и села. 491 хектар практично се урбанизира во 3 општини: Струга, Дебарца и Центар Жупа, и тој проект е финансиран преку програмата за рурален развој на Министерство за животна средина и Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство. И овој проект кој што го споменав, бизнис центарот, значи тоа е поддршка на приватниот сектор. Значи и тука продолжуваме со проектни активности, ќе работиме на пилот мерките, како што споменав, од стратегијата за иновации и од регистарот за потенцијали во руралните средини. Голем број на проекти спомнавте, најавивте. Кои се изворите на финансирање биле заpravo? Дали тоа е преку локалните самоуправи, меѓународни некои проекти така? Значи, изворите на финансирање се од повеќе места. Пред се, бидејќи центрите за развој се формирани согласно Закон за равномерен регионален развој и најголем дел од средствата и нашиот центар и останатите добиваат преку програмите за равномерен регионален развој на Министерството за локална самоуправа и Бирото за регионален развој од националниот буџет, и тоа се распределува според степен на развиеност на регионите. За нашиот регион конкретно, од вкупниот износ што е определен по овие програми, 13,3% се распределува во нашиот регион за планските региони и подрачја со специфични развојни потреби и села. Исто така од Европска унија средства преку програмите за прекогранична соработка, конкретно во нашиот регион со Албанија и со Грција, исто програмата на Европска унија Балканмед, но исто така и од странски донатори од типот на Канцеларијата на Обединените нации UNDP во Скопје, од Германско друштво за техничка соработка ГИС исто така во Скопје, Швајцарска агенција за обнова и развој. Значи тоа се други странски донатори и секако како сопствено учество во сите проекти, бидејќи работиме за општините, сопствено учество имаме и од единиците на локална самоуправа, односно општините кои што ги споменав на почетокот. Лозановска, јас ви благодарам за вашето одвоено време. Ги запознавме нашите гледачи на телевизија Нова на Ново во градот со активностите и плановите, инните планови на југозападниот плански регион. Благодарам уште нешто. Јована, ето ги слушнавме активностите и инните планови на Центарот за развој на југозападниот плански регион. Дали можеби имаш некое друго прашање? Ристе, ти благодарам на вистина исцрпни одговори, речиси сите прашања ги поминавме и денеска ги завршуваме, прошетавме по сите плански региони. Тоа по се ова што слушнав и колку проекти се реализирани, тоа значи дека на вистина имаме плодна почва за работа, а и доста идни проекти се најавени, можевме да слушнеме и денес. Се надам дека со ова темпо ќе се продолжи на работа. Заблагодари се на соговорничката од нас. Сакам да те прашам друго, имаме продолжен викенд, кажи ми каква е состојбата во Охрид, езерото спремно е за пливање или уште е многу студено? Така е, Ована. Езерото веќе е спремно. Веќе претходните денови можеше да се забележат капачи кои што веќе ги проба водите на Охридското езеро. Верувам дека, јас се уште не сум влегол, но верувам дека водата е топла, подготвена за да ги пречека оние капачи кои што овој викенд ќе дојдат во Охрид и во Струга и ќе влезат во водите на Охридското езеро. Се најавува, значи, еден топол викенд. Верувам дека Охрид ќе биде исполнет со туристи како што беше и претходните денови, како што и веќе е. Тоа може да го потврдиме веќе и официјално, значи Државниот завод за статистика потврди дека имаме зголемен број на туристи во Охрид во април месец. Веќе од вчера пристигна и првите гости со авиолинијата на Ер Србија.
тука се и оние претходно со претходните чартер летови, така да Охрид очекува една успешна туристичка сезона, а зошто да не и овој викенд сите кои што го немаат уште се уште испланирано каде ќе го поминат овој празничен викенд, слободно ги покануваме да дојдат тука во Охрид да уживаат во убавините што ги нуди Охрид, езерото, црквите и бројните историски споменици. Ристе, да, ова беше еден убав повик за сите оние кои што не гледаат ова утро. За следната недела уште од сега ти закажувам нешто што подготвуваме, тоа е поглед на плажите да видиме како се подготвуваат тие и докаде се со нивните активности. Верувам дека и повеќето веќе се и подготвени и почнати со работа, но ајде следниот викенд веќе им закажуваме и средба на гледачите да видат како се плажите во Охрид. Ти благодарам за денес, ти посакувам убав и успешен ден и се разбира убав продолжен викенд. Почитувани, останете со нас, патуваме во Велес. Сања Левкова не очекува. Правиме кратка пауза. Само за проектот Купи куќа за млади, Хот и Хот ги намали цените на неверојатни 280 евра за метар квадратен, на принципот клуч на рака. Дојдете во Хот и Хот за заеднички да го проектираме вашиот дом. Помагаме при аплицирањето во банка. Хот и Хот за проектот Купи куќа за млади нуди градежни парцели за изградба на куќи. Млади, купете куќа. Купете во Хот и Хот. Повеќе од 20 години ние го обновуваме минатото. Ние ја градиме иднината. Трансмет. Цевитана за обичните суперхерои. Од сега во ново пакување. Витаминка. Одиграјте паметно. Изберете најниска каматна стапка од само 5,5% и уживајте во нештата што ги сакате. Аплицирајте за Супер С ненаменски подрашувачки кредит и добите до 1.200.000 денари без провизија за одобрување и рок на отплата до 10 години. Шпарка се банка. Банка на вашето семејство. Повторно сме назад во студиото, а вие сте со ново во градот. Веќе ни се приклучи и колешката Наталија Миланова од Струмица, но ќе оставиме малце простор да видиме што има ново да ни каже Сања Левкова Ангелова од Велес. Инаку, Сања, ова ти е прво јавување во ново во градот, па ајде, нека ни биде последно. Кои се новостите од Велес? Така, добар ден, ова утро од Велес. Моментално се наоѓаме во спомен на куќата на Кочо Рацина. Причината поради која се наоѓаме ова утро тука е одржувањето на етноработилниците кои традиционално секоја година во месец јуни се одржуваат во куќите на уметноста во Велес. Не случајно куќите на уметноста се одбрани како место на случување на овие етноработилници, како што споменав, куќата на Рацина, куќата на Касапови, Васил Главинов и Джинот. Таму се одржуваат овие етноработилници, бидејќи како што знаеме самиот Рацин во минатото, освен тоа што бил поет и поборник за слободна Македонија, исто така бил и грнчар, Главинов бил столар. Инаку за најчистото во Велес има да се зборува многу, бидејќи знаеме дека Велес во минатото бил и главен центар на занаечиството. Преку овие етноработилници кои што се организираат секоја година, на некој начин се продолжува вековната традиција на самите занаети кои, како што споменав, долги години обстојувале во Велес. Во текот на вчерашниот ден се отворија овие етноработилници, но најважно од се е дека во овие етноработилници учество земаат ученици од основното образование. Веќе позади мене може да се видат децата како уште од рано утро во работата на грнчарско колце тие произведуваат извонредни производи
производи од глина. Нивните рачиња уште од Сабајле утрово може да се забележат дека се со глина. Како што споменав, етноработилниците беа отворени во текот на вчерашниот ден. Наша екипа беше на отворањето, па сега во моментов предлагам да го погледнеме и прилогот што го подготви колешката Катерина Нацева. Зачувувањето на традицијата и старите занаети година во година е се позастапено. Традиционално и годинава започна 7-та етноработилница која се одвива во куќите на уметноста. Ако пред 7 години имаше само 10 ученици, денес бројката е 10 пати зголемена. Младите учат да ткаат и плетат, изработуваат накид, производи од глина и столарија. Со задоволство можам да кажа дека бројот на заинтересирани ученици од година во година е се поголем. Оваа година има околу 65 заинтересирани учесници на сите овие занаети што ги изучуваат, меѓутоа по најавата на организацијниот одбор има уште за 4-5 кои би се јавиле, тоа значи дека за 70 млади лица во наредниве 2 недели, односно 20 на дена, ќе се изучуваат старите велешки занаети. Целта на етноработилниците е преку пренесувањето на занаетот тој да заживее, младите да знаат да работат и да ја продолжат вековната традиција со која долги години обстојувале велешани. И годинава куќата на Касапови е домаќин на младите ткајачи на разбој. Покрај ткање, младите девојки од основните општински училишта учат и како да плетат. Кога дојдов овде, кога видов како се работи и се тоа, многу брзо научив и секоја година се повеќе и повеќе ми се зголемува желбата еден ден да станам професионалец во ова. Мојата баба ме поттикна на тоа, ја видов како плеат еден ден и би сакала ја. И тогаш насамникот Илија праша кој сака да дојде да ткае копаничарство се тоа. И јас секако се пријавив и еве сега учам. Како помала мојата баба ми имаше учено, сакав да научам ја затоа што тогаш не можев. Во склоп на етноработилниците оваа година за прв пат организирана е летна школа за млади копаничари. Покрај едукативниот аспект на школата, важно е да се задржи и осветли континуитетот во развојот на оваа уметност, која има долга традиција и посебен белег во македонскиот културен корпус. Самиот амбиент дава посебен белег на македонскиот културен корпус. Значи, многу инспирација за творење се создава во оваа куќа. Значи, по завршувањето на летната школа за млади копаничари, младите ќе имаат голем бенефит како за само вработување, само финансирање од овој занат кој ќе имаат можност да го изучат тука. Не случајно куќите на уметноста се избрани како место за одржување на етноработилниците. И самиот Главинов во минатото бил столар, а Рацин освен што бил поет, бил и грнчар. Етноработилниците ќе траат до 29 јуни. Така го погледнавме прилогот, инаку само да напоменеме дека овие етноработилници се во организација од Сдруженијето на граѓани Разбој, секако и локалната самоуправа. Повеќе на оваа тема ќе разговараме со председателот на Сдруженијето на граѓани Разбој, Гоце Станчев. Господине Станчев, а која е целта на овие етноработилници и кои се занаети и учениците ќе имаат прилика да ги изучат додека траат овие работилници? Па вака, најпрвен да кажам дека чест ми е што 7 години поред традиционално секоја година се организираат овие етноработилници, како што најавивте, финансиски поддржани од локалната самоуправа, ова е проект на Сдруженијето Разбој. Значи, целта на овие работилници е афирмација, презентација и секако оживување на овие стари подзаборавени занаети. Децата имаат прилика во куќите на уметноста во Велес да изучуваат повеќе занаети како што се грнчарството, столарството, вештината на ткање, изработка на накид и за прв пат оваа година организираме копаничарска работилница. Морам да го истакнам тоа дека овој проект од година на година зима се поголем замав, со тоа што првата година кога започнавме анимиравме 20 деца, за денес еве баш оваа година имаме анимирано некаде од 70 до 75 деца, што самиот факт говори за заинтересираноста на децата. Се надеваме дека преку овие работилници дел од овие дечиња кои што доаѓаат тука ќе ги наведеме
да се занимаваат со овие подзаборавени занаети и се надевам исто така дека нема да ги оставиме занетите да пропаднат како што се денеска. Децата на вистина се многу заинтересирани, сакаат да работат, се трудат, што говори фактот Сабале сме дојдени тука во 8 саатот, ќе работиме до 12 секоја ден, работиме по 4 сата, вредно доаѓаат, работат. На почетокот кога сакавме да го спроведеме овој проект, очекувањата беа други. Мислевме дека вон школска година, па дали ќе има заинтересирани деца, дали ќе доаѓаат. Меѓутоа, денеска можеме на вистина да видиме голем одзив на деца, што самиот факт говори дека 70 деца воопшто не е мала бројката и сметам дека од година на година се поголема ќе биде заинтересираност. Така, значи, можеме да заклучиме дека заинтересираноста на овие етноработилници е голема од страна на учениците. Само да напоменеме дека етноработилниците ќе бидат отворени до 25 јуни, а копаничарската работилница, бидејќи оваа година за прв пат ја имаме, ќе биде отворена до 29 јуни. Јована, дали имаш некој прашање? Сања, ти благодарам. Се надевам дека повеќе информации ќе добиеме и некој си поголем прилог на оваа тема во следните издања Новоградот или можеби веќе во некој информативен преглед на телевизија Нова. Ти благодарам денеска за вклучувањето, се разбира. Благодарности до соговорникот. Наталија, тебе ти ги препуштам следниве минути, не зборувам ништо, ти посакувам само добро утро. Повели. Добро утро до тебе, Јована, и до гледачите на телевизија Нова. Се вклучуваме во живо од Струмица, од прекрасниот Струмички парк. Меѓутоа, ќе зборуваме на една тема која што треба многу поотворено да се зборува и почесто да се зборува. Ќе зборуваме за семејното насилство со господја Весна Петкова, која што е председател на невладината организација Продолжен живот од Струмица. Господја Петкова, добро утро, добар ден и ви благодарам што сте дел од Ново во градот. Ова е една чувствителна тема. Имаме ситуации каде што жртвите на семејно насилство и отворено зборуваат и не зборуваат, па се некако заплеткуваат во некои ситуации настанати од институциите или пак во таму каде што се пратени и еве да не должам јас повелете да ги охрабриме и пред се да ги поздравиме и каде можат да се обратат сите оние кои што еве се почувствувале како жртви на семејно насилство. Добро утро и убав прекрасен ден на сите. Навистина темата е малце осетлива, не осетлива, преосетлива. Меѓутоа, значи од секогаш зборуваме, меѓутоа последно време веќе јавно се зборува, значи првата жртва во Македонија беше од Струмица 2002, која е гласно презбори. Значи сега првите жени кои јавно излегоа на медиуми, значи веќе зборуваме, меѓутоа за жал економската ситуација, значи ситуацијата која е во државата. Самото трпење, значи веќе луѓето не трпат. Меѓутоа, ние само преопатуваме на владиниот сектор, додека порано бевме малце координирани. Јас навистина мислам како личност која сум 31 година на теренот, значи не е малце искуството, личностите треба пријавување во полиција, Центар за социјална работа. Знам кога се они во паника и кога им е тешко и кога се на улица, значи очекуваат дека нешто може да се случи. Меѓутоа се изискува време. Затоа мислам дека има потреба и треба невладиниот сектор, пошто го имаше тоа во стратешката програма на владата до 2006-2007 година, кај што во невладините организации кои се специализирани да се отвораат сервиси. Место жртвата да шета во полиција, во Центар за социјална работа, во јавно обвинителство, сите да бидеме тука на едно место, се со цел жртвата да на некој начин ја бодриме, ја дадеме таа подршка првично која треба и да не биде истравматизирана. Секое идење од врата на врата значи многу, а поголем дел од жртвите се мајки со малолетни деца. Навистина, мислам, треба подхитно да се координираме. Државата, не велам дека не дека нема соработка со институциите. Меѓутоа, колку се информирани за тоа квалификација и квалификација, традиционалните норми кај нас, жената оде кај сопруга. Иако во законската регулатива од 2015 година се спроведува законот, имаме веќе практики кај што насилникот е надвор, жртвата е внатре. Меѓутоа и овде треба доста едукација, доста гласно зборување за се со цел да не лутат, него да знаат кај точно да се обратат.
Време е веќе пак да седнеме институциите и невладиниот сектор да не координираат, пошто ние сме на терен. Жртвата е кај нас. Меѓутоа, како невладени организации, фактички од економските ситуации кои ние немаме средства, значи сме сведени само на преопатување на самата жртва. Дали еве вие како долгогодишен работник во оваа сфера семејно насилство би ги охрабриле сите оние кои што некако еве се почувствуваат или пак тие веќе знаат дека се жртва на семејно насилство, меѓутоа некако немаат, како би се рекло, сила да го направат тоа или пак некако се мислат. Дали би ги охрабриле да кажат стоп и да продолжат со својот живот? Значи, од секогаш сум била и можеби мојата работа ме повлечува, поддршката е многу битна во првиот момент кој најблиските или родителите на своето дете ќе го кажат да, одлуката е твоја, ние сме тука до тебе. Никогаш не сум била за нешто да се трпи, подобро да се скрати. Точно дека патот е трнлив и макотрпен, меѓутоа нема, значи се ослободуваш од стегите, почнуваш да живееш, тешко е, покрај тебе и малолетни деца, али за се има решение. Мирниот сон, мирната психофизичка состојба не се заменува со ништо. А да не зборам дека сето тоа провлечува и какви ќе бидат децата кои, за жал, кои го трпат насилството, значи се уште поголеми насилници од своите родители. Значи, апел дека има нешто што може да се трпи, меѓутоа нешто што не се трпи. Подобро, да, еднач го правам чекорот, дали ќе биде година, две. Значи, тоа е голем залог за жртвата да го голтне, меѓутоа, после тоа вродува со прекрасни плодови. Сега од реже ми вела дека сме на самиот крај, имам уште една минутка, еден апел за сите оние кои што имат посебно малолетни деца. Од каде да ја црпат, освен од поддршката од родителите, меѓутоа љубовта кон своите деца? Дали тоа да биде нивниот водечки стимул за победа над она што го трпат? Значи, детските очи многу зборуваат. Очите повеќе зборуваат од било што. Значи, емоциите ќе ми издадат сега мене, затоа што секој ден ќе гледам тие детски очи. Енергијата од мајките ќе ја црпат од своите деца. Кога детето ќе биде мирно, кога секој ден ми плачат мали деца, викам мамице, те молам во една соба, ма сакам мирно да спијам. Значи, нејзината енергија, позитивна енергија и сето друго ќе го пребродат со самата прегледка на своето дете. Своето дете е најголема поддршка за да се оствари својата цел. Мислам, еден апел дека треба да бидат јаки. Ние сме тука за околу психофизичката состојба, да ја дадеме поттик, поддршка дека можеш, ќе издржиш и ќе бидеш многу јака. Значи, ќе се завртиш следниот ден, новото утро, буди нова надеж. Али најголемата поддршка е сепак од своите сопствени деца. Пружење љубов, сакање и примање на љубов, замена љубовта со насилството. Ви благодарам многу, иако на оваа тема има премногу да се зборува, можеби и со часови, а и убаво е многу почесто да се зборува на оваа тема за некако да ги охрабриме сите оние кои што се уште немаат сила или пак не знаат каде да се обратат. Ви благодарам за денешното гостување во Ново Град. Благодарам и на вас и на вистина, меѓутоа таа работа работам со љубов и емпатија, можеби многу повеќе ми издават емоциите мене како личност која работам, кои милион деца ми се поминале, него нивните мајки или нивните родители кои не се свесни што се утре може да ги чека. Значи, малце почесто и погласно да зборуваме и невладините организации и институциите кои работиме на таа проблематика. Реалноста таа и одеме уште на полоша ситуација, бидејќи секојдневно гледаме убиства, самоубиства, освестување. Нема играчка. Благодарам уште еднаш. Благодараме на вас. Јована? Наталија, да, се согласувам, ова е тема која што заслужува навистина поголемо внимание. Ќе одвоиме време за Ново во градот да ја обработиме. Еве, уште од сега најавувам колку повеќе зборуваме на таа тема и толку повеќе се буди свеста. Да, се согласувам и со тоа. Ти благодарам денеска за ова јавување од Струмица. Гледам дека ви е убаво времето. Навистина ви посакувам убав ден, убав продолжен викенд. Пред се гледаме следната недела нормално со најновите информации директно од Струмица. Почитувани, ви благодарам на вниманието оваа работна недела. Ново во градот ви закажува средба
во понеделник точно во 9 часот. Веќе новинарите од дескот на телевизија Нова ги имаат подготвено и најновите информации за вас. Останете со нас по Културама, следува информативниот преглед во 10 часот. Поздрав од мене, бидете со нас на телевизија Нова.